Мозочниот удар е најчеста причина за инвалидитет, а втора причина за смртност во нашиот регион, укажуваат лекарите на Светскиот ден против мозочниот удар, кој се одбележува секој 29 октомври. По тој повод и годинава во Тетово, Сдруженијето за борба против мозочниот удар, мозочен удар, организираше бесплатни лекарски прегледи за сите граѓани. Мозочниот удар е прва причина за инвалидитет во светски рамки, па така и во Македонија, а втора причина за смртност. Значи едно заболување кое за жал сега веќе не се јавува само кај возрастната популација, туку и кај помлади лица, а се должи на еден неправилен режим на живење. Поентата на ваквите акции, е да се излезе во популацијата и малку да направиме едукација за ризик факторите, значи да го спречиме мозочниот удар. Оваа година паролата на Сдруженијето за борба против мозочен удар е дека мозочниот удар може да се лечи. Значи не само да зборуваме за ризик факторите за превенција, туку ја информираме и популацијата дека во светот, а од пред 2 години во Македонија, па и во Тетово, постои можност мозочниот удар да се лекува. Меѓутоа, за да се лечи мозочниот удар, пациентот би требало да се јави на доктор, на невролог, во првите 3 часа од развиток и почеток на симптомите на мозочен удар. Затоа втората, цел на денешнава акција е и да ги советуваме луѓето кои се симптомите типични за мозочниот удар, за да тој биде навремено препознаен и за да тие навремено побараат помош. Значи, доколку не се донесе пациентот во првите 3 часа од почеток на теговите, мозочниот удар веќе е дефинитивен и мозочното оштетување е дефинитивно и не можеме да помогнеме. Новите тераписки можности произлегуваат од така наречената тромболитична терапија, која што во Тетово веќе ја спроведуваме. Таа се спроведува 3 години, а во последнава година повеќе поинтензивно, лекот е достапен, го имаме на оделението и можам да кажам дека сме задоволни од резултатите. Лекарски тим на граѓаните им ги мерија крвниот притисок, срцевиот ритам и шеќерот во крвта. Тетовци ја поздравуваат акцијата и сметаат дека бесплатни прегледи треба да има почесто. Па ова би требало почесто да се оноди, пошто во болница додека отидеш, гужва, чекаш ред, а овдека е побрзо може да се оноди, да дознеш колку е крвот, притисокот и тие работи. Барем 2 пута во месец да се одори, тоа би било многу подобро. Со содржувато пофино за населението и изобшто за здравието. Да не се чека ред и матичен пат со закажување вакаве, успут е пофино кога и може да се провери. Според последните податоци, 16.000 македонци се борат со мозочниот удар и неговите последици. Во светот на секои 2 секунди некој заболува од мозочен удар, а секои 6 секунди по еден човек умира поради мозочен удар. Мозочниот удар може да се спречи, а граѓаните треба да се запознаат со ризик факторите и да ја одберат здравата опција. Можам да кажам дека веќе луѓето почнуваат да се освестуваат, дека се подига нивото на здравствена култура. Еве од луѓето што денес ги сретнавме, забележувам дека тие се информирани за ризик факторите. Некои, меѓутоа, колку се трудат и колку успеваат во нивната контрола, тоа е веќе друго прашање. Меѓутоа, информација постои кај популацијата. Еве, јас уште еднаш ќе ги повторам ризик факторите за појава на исхемичниот мозочен удар, бидејќи тој е почест, а тоа се висок и нерегулиран крвен притисок, високи вредности на гликемијата, односно шеќерот во крвта, високи вредности на мастите во крвта, пушењето, сесилен или тоа значи живот без физичка активност, стресот и нерегуларностите на срцевиот ритам. Секако годините и возраста, над 55 години ризикот за мозочен удар се дуплира. На возраста не можеме да делуваме, на сите останати ризик фактори можеме многу успешно да влијаеме и со тоа да превенираме појава на вакво фатално заболување. По повод Светскиот ден против мозочниот удар, бесплатни лекарски прегледи беа организирани низ неколку градови од државата.